Кратки најави за денес. Бурна расправа помеѓу советниците на 31-та седница. Диви свињи ги пустошат земјоделските посеви на брегот на езерото. Откриена нова пештера во Националниот парк Галичица. Карневалот во Лондон годинава го обележи култура на насилство. 8 лица избодени со нож, 275 уапсени. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и ветер и посвежо со пат на дневната температура на 27 степени Целзиусови. Во среда над Европа невообичаено ниски температури за овој период од годината, со исклучок на Скандинавија и Источна Европа, каде што температурите се над повеќе годишниот просек. Само во западна и југозападна Европа ќе превладува претежно сончево време со локална облачност, а во останатите предели нестабилно време со локални врнежи од дожд. Во северните, централните и приморските предели на Балканот ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите предели претежно сончево и топло време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 16 до 32 степени. Во Македонија во среда по свежото утро со утрински температури кои што ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 24, односно до 33 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степени. Во Охрид во четврток по свежото утро и температура од 14 степени, во текот на денот претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 26 степени. Во петок и сабота сончево и топло време, минималната температура 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26, односно до 28 степени. Супер акција во Миса Маркети. Томи Сенф 189 денари, Томи мајонез 69 денари, чипси 99 денари, храна за мачки Purina One 279 денари, педигре 4 по 100 грама 99 денари, вискас 99 денари, вид крема за депилација 125 денари, Невен крем за лице и тело 119 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Ова лето, загризете го најсладкото винчини задоволство. Долго, топло лето исполнето со многу изненадувања подароци и најсладките винчини производи. Забави на најпопуларните плажи во Охрид, во најголемите Тамаро маркети и секојдневни супер вредни подароци на Супер Радио. Ново лето со Винчини и Тамаро, загризете го најсладкото винчини задоволство. Ова лето, Винчини лето во Охрид.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Бурна расправа меѓу охридските советници на денешната седница на Совет по точките кои се однесуваат на извештаите од работата на јавните предпријатија. Опозицијата во Советот обвини дека позитивните податоци од работењето се резултат на изгласаните повисоки цени на услугите кои ги даваат предпријатијата. Председателот на Совет, Сашо Донев, рече дека финансиската добивка предпријатијата ќе ја искористат за исплата на повисоките плати и за регрес, наметнати од Министерството за труд и социјална политика и министерката Тренчевска со подпишување на колективниот договор. Од левица пак посочија дека двете најголеми партии се виновници за превработеноста, партиските вработувања и акумулираните долгови, бидејќи досега никој не поднесол одговорност за работењето. Годишните планови за вработување исто така предизвикаа бурна расправа. Генерално позитивни извештаите од работењето на јавните предпријатија во вториот квартал од годинава. Јавното предпријатие Билјанини извор и јавното предпријатие Градски гробишта оствариле најголема добивка во овој квартал. Според опозицијата во Градскиот совет, оваа слика е резултат на зголемувањето на цените на услугите кои јавните предпријатија им ги нудат на граѓаните, односно зголемените цени за паркинг, зголемување на бројот на паркинзи и зголемување на цената за гробарина и продажба на гробни места, кажа Живка Ангеловска, координаторка на советничката група на СДСМ. Новите повисоки цени на граѓаните си го направиле своето кај повеќето јавни предпријатија, односно тие се една и единствена причина затоа што дел од нив покажуваат позитивни резултати и како второ имаме две јавни предпријатија кои доколку немаат дополнителна дејност едноставно не може да преживеат од својата основна дејност. Председателот на Советот Сашо Донев со објаснување дека финансиската добивка предпријатијата ќе ја искористат за исплата на повисоките плати и исплатата на регрес, наметнати, како што кажа тој, од Министерството за труд и социјална политика и министерката Тренчевска со подпишувањето на колективниот договор за јавните предпријатија со кој од октомври треба на вработените да им се исплати регрес и за 10% повисоки плати. Многу е лесно да се зборува, ги покачивте цените на услугите, за вработените да земаат плата. Сега, бидејќи ние сме опозиција на централна власт и не бевме исконтактирани, ве прашувам вас, колеги од СДСМ, дали Министерката за труд и социјална политика, министерката, ве исконтактира вас и ве праша, кога го подпишуваше колективниот договор за јавните предпријатија, почитувани сопартици, дали јавните предпријатија имаат пари во Охрид за да исплатат 10% повисока плата и К15 до нова година? Точките за давање согласно за годишните планови за вработување исто така предизвикаа бурна расправа на денешното издание на седницата на Советот на општината, 31 поред. Од опозицијата посочија дека планирани се 58 нови вработувања за 2024 година. Од власта во Советот одговорија дека програмите за вработување се резултат на систематизацијата за работа на предпријатијата донесена од директорите од претходната власт. Советничката од левица пак Виолета Аврамовска обвини дека двете најголеми партии се виновници за превработеноста, партиските вработувања и акумулираните долгови, бидејќи досега никој не поднел одговорност за работењето на јавните предпријатија. Но праксата во изминативе 30 на години покажува дека токму јавните предпријатија се превработени поради партиските вработувања, што е една од причините за долгот на општината Охрид, со која нашава општина стана една од најзадолжените општини во Република Македонија. Тоа е долг кој ќе се натовари на грбот на граѓаните кои треба да го плаќаат криминалот на досегашните корумпирани раководители на јавните предпријатија. Председателот на Советот и одговори на советничката Аврамовска дека кога се формирала коалицијата од левица доставиле покрај список со проекти и список со вработувања, што Аврамовска пак го негираше и побара од него да го види списокот. Значи на таа средба, кога договаравме коалиција, покрај список на проекти, донесовте и список на вработувања. Точно е. Точно е. Добро, сега ве молам се. Смирено и контролирано. Јас ве чекав само да го кажете тој, затоа излегов и ви реплицирав. Точно, имаме и сведоци и списокот го имаме.
Според програмата за вработување во 2024 година треба да се вработат 7 лица во јавното предпријатие Нискоградба, 16 во јавното предпријатие Охридски комуналец, 5 во градски гробишта, 9 во водовод Охрид, 15 во јавното предпријатие Билјанин извори и 6 во јавното предпријатие Градски пазар. Од утре, 30 август, започнуваат градежните активности на улиците 7 ноември и Анастасија Узунова, информираат од локалната. Се молат граѓаните што живеат и гравитираат на овие делови од градот да се придржуваат до новиот сообраќаен режим. Проектот за реконструкција на улицата 7 ноември опфаќа изградба на нова атмосферска канализација, нови тротоарски површини и велосипедски ленти со автентичен материјал украсен речен камен, спуштање на водовите на кабелските и другите оператори и реконструкција на коловозот. Вредноста на овој проект изнесува 39 милиони денари, а изведувач на градежните активности е АД Илинден од Струга, информираат од локалната. Диви свињи прават пустош на земјоделските посеви на брегот на Охридското езеро. Популацијата поради забраната за лов во Националниот парк Галичица е премногу намножена и во потрага по храна. Животните ги уништуваат нивите со пченка, пченица, граф и цели лозија на потегот од Студенчишкото блато до населбата Свети Стефан. Земјоделците бараат помош од државата. Диви свињи ги пустошат земјоделските посеви на брегот на Охридското езеро. Земјоделците се жалат, потполно уништени им се нивите со пченка, пченица, граф и цели лозја. Повеќе групи диви свињи од Националниот парк Галичица секоја вечер уништуваат по 300 квадрати насади на потегот до населбата Свети Стефан. Штетите на земјоделците се огромни, а сите институции се изземаат од надлежност. И сите се ненадлежни. Земјоделие е ненадлежно. Директорот во Национален парк ненадлежен. Општина Охрид ненадлежна. И тие еден дел што сакаме да работиме, ке не терет да ги прекиниме. Значи, после ова изијан јас не планирам в година да садам пченка. Имам 2000 квадрати пченица изедена комплет. Пченка имам шекерац околу 2000 квадрати само шекерац изеден. Што се изгледа од сега штета ми е негде меѓу 2 и 3000 евра, моментално, до сега. Кај мене ќе видит да не садам поќе. Дивите свињи поради забраната за лов во Националниот парк Галичица се намножени и во потрага по храна слегуваат во градот. Земјоделците апелираат институциите да преземат итни мерки. Не тера да тужиме. И сега ние да тужиме, 5 години по судови додиме, а овдека ни е моментално запрено враќањето во собственост и ние сме моментално како корисници не водат, а ова што е нивјево се од дедо прадедот пред 200-300 години купени и кога да тужиме ние, утре нас уче не паднат. До институциите би апелирал малу да оживнет сиромаштиева малу, да му даде некоја волја за живота. Среде лозија копе, триет, па копачки се корнет. Све е тоа возија на сиромаштијата. Од Националниот парк Галичица велат паркот ја согледува ситуацијата на терен и после летната сезона во есенскиот период ќе спроведе засилен санитарен лов. Евидентирана нова пештера во Националниот парк Галичица. Алпинистичка пештера е ново откриената пештера и се наоѓа во близина на Вија Ферата до Броја. Во текот на научните истражувања кои што се спроведуваат во рамките на проектот Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени, спелеолозите од истражувачкото друштво Урсус Пелеос евидентираа нова пештера во Националниот парк Галичица. Алпинистичка пештера е ново откриената пештера. Таа се наоѓа во близина на Вија Фератата до Броја. Пештерскиот екосистем е зачуван во неговата природна форма без евидентирани човекови влијанија. Во разгранетите пештерски канали има драперии, травертински басени, сталактити и сталагмити. Температурата на воздухот е пониска од 16 степени Целзиусови, така што во топлите летни месеци истражувањата во пештерата представуваат вистинско задоволство, информираат од Црвен крст Охрид.
Проектот Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени е поддржан од Преиспа Охрид Понт, а го спроведуваат Црвен крст на Република Северна Македонија, општинска организација Охрид и истражувачко друштво Урсус Пелео Скопје во соработка со Национален парк Галичица. Прв уписен рок на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Денес започнува првиот уписен рок за идните студенти на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид. Поднесувањето на документите ќе се врши на 29, 30 и 31 август 2023 во периодот од 8 до 15 часот во просториите на Универзитетот. Повеќе информации за потребните документи може да се најдат во конкурсот за запишување на студиот прв циклус, кој што е објавен на веб страната на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле, како и на социјалните медиуми на Универзитетот. Следуваат вестите од светот. Судењето на Трамп за изборен заговор треба да започне на 4 март 2024 година, утврди надлежната сојузна судијка во Вашингтон. Трамп најави жалба на одлуката за датумот за судење, кој е еден ден пред така наречениот супер вторник, на кој се одржуваат прелиминарните избори во повеќе од 10 американски сојузни држави. Ке се жалам, објави Трамп на неговата платформа, оценувајќи дека истрагата е политички мотивирана. Трамп претендира повторно да стане председателски кандидат од Републиканската партија и сакаше неговите адвокати да го одлажат почетокот на судењето до април 2026 година, односно по завршување на изборите во ноември 2024. Адвокатите тврделе дека им треба време да поминат низ 12,8 милиони страници докази собрани од обвинителите, но судијката одлучила дека не им треба толку многу време и дека април 2026 година е многу повеќе од потребното. Освен во Сојузниот суд во Вашингтон, Трамп треба да одговара и во други постапки во Њујорк, Мајами и Атланта. Стотици летови откажани поради компјутерска грешка што предизвика хаос на британските аеродроми. Техничката грешка била во системите за контрола на летење, па контролорите морале рачно да ги внесуваат плановите за летови, поради што околу 500 летови биле откажани, а други доцнеле и по 12 часа. Патниците на британските аеродроми и низ Европа биле оставени во неизвестност, со пореметени планови за патувањата, а авиопревозниците не можеле да потврдат дали и кога нивните авиони ќе полетаат. Поради невообичаено долгиот системски проблем, патниците се предупредени дека проблемите со летовите може да продолжат и во следните неколку дена. Хеликоптер на спасувачката служба се урнал врз зграда на Флорида. Загинале 2 лица, 4 се повредени. Националниот одбор за безбеден транспорт потврдил дека за време на несреќата загинале 2 лица, едно во хеликоптерот и едно на тлото. Медицинскиот спасувачки хеликоптер се запалил и се распаднал кратко по полетувањето, пред да удри во стамбен комплекс во близина на градот Форт Лодердейл, пошто пожарот го зафатил и стамбениот објект. Портпаролот на канцеларијата на шерифот потврдил дека 4 лица биле итно пренесени во болница по судирот, додавајќи дека сите се во добра состојба. Карневалот во Лондон годинава го обележи култура на насилство. 8 лица избодени со нож, 275 уапсени. Лондонската полиција соопштила дека 20 од повредените се во тешка состојба. Повредените 8 лица биле на возраст од 18 до 40 години, а се здобиле со убоди од ладно оружје во одвоени инциденти пред крај на карневалот во Нотинг Хил. Имало 275 апсења за време на 2 дена од карневалот за голем број злосторства, вклучувајќи поседување ладно оружје, напад на полицајци, поседување дрога и сексуални прекршоци, соопштила полицијата. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.